Комисијата за заштита на животна средина ги разгледуваше материјалите, градоначалникот ги објасни одлуките, повелете. Комисијата со 2 за и 1 воздржан. Во ред. Точка број 5, значи предлог одлука за донесување на рестриктивни мерки на улично осветлување по населените места. Дали некој има прашање во врска со оваа точка? Повелете. Значи јас ќе бидам воздржан и за гласањето, бидејќи тука луѓето си плаќаат по 180 денари од куќа, некои по 2 куќи плаќа и така натаму, и сега знаеме ние дека е кризна состојба, но само кај уличното јас мислам дека доволно е 180 денари за една сијалица и то на 2-3 куќи. Значи тука не се тие оштетени, тие веќе има отплаќа пари тука. Дојдено кој ќе собериме сите, значи повраток на средства и колку треба да платиме, јас мислам дека пак има отплаќа пари кај уличното, се што и треба на општината се тие други мисли, јас тука нема да бидам, ќе бидам воздржан. Јас сега не знам збор. Значи моментално како што кажав претходно, ни стигна над 700.000 денари сметка. Претходно. За улично? Не. Само за улично збораме сколку посебно е уличното. Сите ставки посебно, еден од поголемите потрошувачи е уличното. Ама еден и од поголемите примачи овде имате пари од уличното. Така? Примањата, содавањата, јас знам дека се плюс во општината. Значи твојата некултура уште еднаш да го направи. Значи јас разговарав, те изслушавме. И слушавте с точката да кажам. Ајде да разјасниме се. Затоа барам советнички прашања да ги примат. Колку примања имаме од уличното месечно, а колку давачки имаме само за уличното месечно? Точно се ќе биде прецизно напишано и објавено. Само да кажам дека имаме насока од владата за рестриктивни мерки онаму каде што имаме можност, меѓу кои уличното осветлување, затоплувањата и слично. Значи ова е токму една од мерките, бидејќи досега ние реално зголемувањето беше мислам нормално. 1 до 2 пати поголема електрична енергија. Во август ни стигна 6 пати поголема сметка од претходниот месец. Значи над 700.000 денари не имаме сметка за август. И тука е проблемот што мора да превземеме ние рестриктивни мерки. Делот со оглед дека сме лето, август, септември, октомври, ноември, декември ќе имаме и затоплување и по зградите и по поголема потрошувачка, значи и можеби поголема цена на берзата на струјата, бидејќи ова е цена, поберзанска цена на струјата. Така да сметката за електрична енергија ќе расти, а ние како општина не можеме да ги покриваме сметките 7 пати поголема од претходниот месец. Затоа е ова мерка денес ставена на гласање. Значи јас пак не се разбраме. Значи сега ти немаш овде конкретно, значи колку се плаќа посебно уличното и колку се зема посебно уличното. Јас знам дека останува пари од уличното иако го платиш тоа. Тука граѓаните ќе бидат оштетени, се јас да ги оштетувам уште дупло, да гласам, значи да нема улично, јас нема да гласам, ако сака другите нека гласат. Значи знам дека останува пари тука, значи кој ќе пресметаш останува пари. Така? Ќе видиме сметката. Ќе видиме сметката. Ќе видиме сметката. Затоа јас сакам да појаснам дека јас ќе бидам воздржан и на таа точка. И друго, ако општината платила сега да речем 700, колку рече 700.000 цел месец, тоа не е само за улично, значи за цела општина. И еве сега ќе му го предадиме едниот сат на комуналното, значи ќе прикажеме утре помалце да га плаќаме. Таму беше воздржан Борче. Ама воздржан и тоа, значи истото му го предаваме сато и утре прикажуваме некаде дека ние намаливме. Очигледно дека си против. Бидејќи беше воздржан за отстапување на броилото за намалување на сметката. Значи си против ако истото на комуналното ние му даваме пари исто. Тоа образложи го. На комуналното по киловат е помалку висински отколку на општината. И тука значи си беше воздржан. Значи и во тој дел не сакаш да помогнеш да се отстапи броилото на комуналното за да ја намалиме електричната, за сметката за електрична. Дали некој друг има прашање? Доколку никој нема прашања, точка 5 ја ставам на гласање кој е за. Предлог мерката е усвоена со 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка 6. Одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови за 2022 година. Дали некој има прашање во врска со оваа точка?
Ако Да ми се појасни сакам. Од правник има правник овде? Зошто? Немате правник? Да ми се појасни што бараш, како бара. Време, реченица Клара ќе објасни. не е тука? Да. Совестно се скопи. Значи Весна и Клара не се тука. Ова одлука може да ја објасниме на наредната седница, бидејќи телефонски сега не можеме да ги добиеме, се на состанок. Дали некој друг има прашање? Ако нема, точка број 6 ја ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка 7, финансиски барања, ја исклучуваме јавноста. Не, ба за едно од барањата сакам да се